Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски е задоволен од сработеното за надминување на проблемите со престојот на македонските професионални возачи во Шенген зоната. Нагласува дека преку процесот што државата самостојно го води, преку билатерални преговори, веќе им се издаваат долгорочни работни визи. Веќе се договоривме со Швајцарија, се договоривме со Хрватска, во финална фаза сме на договор со Словенија, се договоривме со Романија, во финална фаза сме на договор со Австрија и со Германија, што на некој начин го решава целокупниот проблем на македонските транспортери. Проблемот е преку издавање на долгорочни работни визи за нив, кои што веќе почнаа да се издаваат. Тој нагласи дека Македонија не е и нема да биде дел од никаква група на земји од регионот, туку дека процесот го води самостојно, бидејќи како што рече бил злоупотребуван од некои земји, дел за сценски настапи, а дел за политички поени. Она од што сум особено револтирана, дека некаде таму во март месец почнавме разговори со Европската делегација и Европската комисија на експертско ниво. Тие разговори се за затворени врати, од причина што треба најмалку 3-4 циклуси за да се дојде до некои решенија. На магичен начин во една соседна држава брифензи имаше од тие разговори. Излегуваа во јавност и се изгуби целата поента, што мислам дека е нешто што е недозволиво и затоа решивме ние да го водиме процесот сами. За Грција и Бугарија Николовски изјави дека проблемот веќе е решен, односно тие се сметаат за прекугранична зона и таму деновите на престој воопшто не се пресметуваат.